Во рамките на програмата за Штипско културно лето 2015, синоќа во ист термин со почеток во 20 часот беа реализирани два настана. Едниот во уметничката галерија Безистен, а вториот на сцената на Дом на млади. Првиот настан се однесува на изложба на слики на уметникот Иван Сулев, кој истакна дека ова му е 20-та поред изложба и тоа трета тематска на која се изложени акварели. Ланска година во Кавадарци имав за културно кавадарска есен. Тамо после во Домот на културата во Штип само еден дел. А тука сум заставен со 140 акварели. На сцената на Дом на млади ученици од Општинското основно училиште Славејко Арсов ја одиграа представата и девојчињата играат фудбал. Станува збор за проект кој е финансиран од владата на Република Македонија за популаризација на театарот кај младата популација. Представата е реализирана со професорите по македонски јазик и литература од Општинското основно училиште Славејко Арсов и режисерот Никола Ристов. Сето тоа испадна една убава представа која што навистина децата знаеја, умееа да ни ја прикажат во едно убаво светло и сите вака да уживаме во неа. Освен на Штипско културно лето, дали во иднина ќе се игра повторно? Па да, се надеваме дека ќе има оваа представа, денес премиерно, дека ќе исто така играме и пред друга публика и пошироко, ќе конкурираме како проект на други фестивали да настапиме и да се представиме со оваа убава представа. Уште една представа под покровителство на владата на Република Македонија ќе се одржи во понеделник. Насловена е како Снег во јуни и реализирана од учениците и професорите од Општинското основно училиште Гоце Делчев. И оваа представа ќе се прикаже на сцената на Дом на млади.